Добар ден, се викам Игор Богдановски и во денешната видеолекција заедно со математика ќе биде од елементарна математика и ќе ги разработиме множествата на броеви, операции со броевите, математичките закони. Ајде да видиме за што се работи. Нормално ќе почнеме со множествата на броеви. Најмалото множество на броеви кое што го знаете, тоа е множеството на природни броеви. Тоа се броевите 1, 2, 3, 4 и не запираат до 9. 10, 11, 12 и одат до бесконечност. Има некои ученици знаат да ми кажат дека се броевите од 1 до 9, меѓутоа претпоставувам дека тие мешаат цифри со броеви. Од 0 до 9 се цифрите. Тоа се знаците со кои што се означуваат броевите. Правете разлика помеѓу цифра и број. Цифрите се знаците, а броевите имаат вредност. Тоа е нека аналогија да ви направам, тоа е исто како букви и зборови. Буквите се знаци со кои што се запишуваат зборовите, а зборовите имаат значење. Исто и овде се цифри и броеви, цифрите се знаците, а броевите имаат вредност. Значи, множеството на природни броеви почнува од 1 и не завршува, односно оди во бесконечност 1, 2, 3 и така натака до бесконечност. Наредно множество е множеството на цели броеви. Погледнете, во множеството на цели броеви се вклучени сите природни броеви, од 1 па натака, така, 1, 2, 3, вклучена е нулата, забележете дека нулата не е вклучена во множеството на природни броеви, значи нулата, и во множеството на цели броеви се исто така и спротивните броеви на природните, значи минус 7, минус 2, минус 3 и така натака. Множеството на природни на цели броеви се ретки множества. Зошто ретки? Иако имаат бесконечно елементи, се ретки множества, бидејќи помеѓу било кои два природни, односно цели броја, има конечен број на броеви. Погледайте, меѓу минус 2 и 3, ако земеме, така, има 1, 2, 3, 4 цели броја. Меѓутоа, реално постојат броеви кои што се наоѓаат помеѓу било кои два цели броја, например, помеѓу 0 и 1 постојат броеви. Тука се 1/2, 1/3, 1/4, 3/4 било која дробка, така. Значи сега, кога ќе го земеме множеството на цели броеви и кога ќе ги додадеме дробките, односно броевите што постојат помеѓу нив, ќе го добиеме множеството на рационални броеви. Така е формирано множеството на рационални броеви. Ајде да видиме сега што се случува со децималните броеви. Дробките може да се претворат во децимален број, меѓутоа не секој децимален број може да се претвори во дробка. Сега тие децимални броеви што ќе се претворат, што може да се претворат во дробка, ќе влезат во множеството на рационални броеви, меѓутоа има и други децимални броеви. Ајде да видиме каква е поделбата и што се случува тука. Децималните броеви може да се поделат на конечни и на бесконечни. Конечните децимални броеви се оние децимални броеви кои што имаат конечен број на децимали. 100 може да биде децимала. Не е важно колку, така голем број нека биде, меѓутоа на 100-та ќе заврши. Значи со конечен број на децимали, а бесконечните се и самиот збор кажува, децималите се бројот на децимали е бесконечен, тие броеви не завршуваат. Да видиме следната поделба. Следната поделба ќе биде бесконечните децимални броеви може да се поделат на периодични и на непериодични. Периодични се оние броеви кај кои што една цифра или група на цифри се повторува после одредено место после децималната запирка. Тоа би се оние броеви на као например сигурно сте виделе 0,33333 и тројката останува до бесконечност или 0,12 1,2 и тоа 1,2 се повторува до бесконечност. Тоа се периодични децимални броеви. Додека непериодични децимални броеви ќе бидат оние децимални броеви кај што се исто така нормално бесконечни, меѓутоа кај кои што нема некакво повторување, односно не можеме рандомизирано да доаѓаат броевите, не можеме да предвидиме кој ќе биде наредниот број. Сега што се случува, овие конечните децимални, овие од бесконечните периодичните, тие можеме да ги представиме како дробка и тие влегуваат во множеството на рационални броеви. Тука влегуваат, така. Меѓутоа непериодичните децимални броеви тие влегуваат во ирационални броеви. Веќе оформивме некое ново множество. Ирационални броеви ви се, например, корен од 2, корен од 3, пи,
За тие што се средношколци што знаат дека тоа е основата на природниот логаритам и така натака. Ајде да видиме натака што се случува. Значи, еве го оформивме множеството на ирационални броеви составено од непериодични бесконечни децимални броеви. Сега кога ќе ги земиме на купче множеството на рационални и множеството на ирационални броеви, кога ќе ги ставиме во едно множество, ќе го добиеме множеството на реални броеви, тоа се сите броеви што постојат на реалната бројна оска. Да видиме тоа малце посликовито со Венови диаграми, така еве гледајте, најмалото множество е множеството на природни броеви, тука влегуваат еве 1, 2, 3, 10, 11 и така натака. Следно множество е множеството на цели броеви, гледате ги содржи сите природни и содржи 0, минус 1, минус 2, како што рековме, спротивните на природните. Следното множество е множеството на рационални броеви, еве го, тоа е тоа зеленото означено, ги содржи сите цели броеви плюс дробките. Посебно множество, гледате, нема врска со овие овде, посебно множество е множеството на ирационалните броеви, тие се оние бесконечни непериодични децимални броеви, еве гледате, корен 2, корен 3, корен 5, пи, и кога ќе ги земиме сите тие множества на купче, така ќе го добиеме множеството на реални броеви. Одиме натака, ајде да видиме сега што се случува со операциите со броеви, и тоа претходно треба да објасниме што е тоа апсолутна вредност. Апсолутната вредност од број се дефинира вака. Значи, апсолутна вредност прво се означува со две вертикални линии, така, и е истиот тој број ако тој е поголем или еднаков на 0 и е спротивниот на бројот ако тој е помал од 0. Ајде на пример да видиме. Еве го апсолутна вредност од бројот 5 еднаква на 5. Ајде да видиме како и зошто. Бројот 5, еве го, тоа е оној број А. Бројот 5 е поголем или еднаков на 0. Што ме тој поголем и еднаков на 0, го активираме ова правило. Значи, вредноста, апсолутната вредност ќе биде истиот тој број. Еве го. Значи, петката преминува во истиот тој број. Колку е апсолутна вредност од минус 5? Еве, погледајте. Значи, минус 5 бидејќи е помало од 0, го активираме второто правило. Значи, ќе биде минус бројот. Или, еве го, ако минус 5 е бројот, доаѓа минус 5, што е еднакво на 5. Гледате. И треба тука да запамтите дека апсолутната вредност на број е секогаш позитивен број. Одиме понатака, како се собираат броеви со исти знаци. Можеме да ги определуваме во еден чекор така знакот на резултатот, во друг чекор да определуваме вредноста на резултатот. Како ќе биде знакот на резултатот? Ќе биде ист како и броевите. Значи, ако двата броја се позитивни, резултатот ќе биде позитивен, ако се двата негативни, резултатот ќе биде негативен. А вредноста на резултатот ќе биде така што броевите ќе се соберат со нивната апсолутна вредност. Ајде тоа да видиме на пример што се случува. Еве, плюс 5 кој ќе треба да собереме со плюс 2, двата броја се позитивни, па и резултатот ќе биде позитивен, како што рековме, знакот е ист како и броевите ги собираме со нивните апсолутни вредности. 5 и 2, 7, значи вкупниот резултат е плюс 7. Еве два негативни броја, минус 5 кој ќе се собере со минус 2, резултатот е со знак ист како броевите, двата се негативни, значи резултатот ќе биде негативен и повторно броевите ќе ги собереме со нивните апсолутни вредности. На минус 5-ката е 5, на минус 2-ката е 2, апсолутната е секогаш неги позитивна, минус 5 плюс минус 2 ќе биде еднакво на минус 7. Како се собираат броеви со различни знаци? Сега да видиме каков ќе биде во овој случај знакот. Знакот во овој случај ќе биде ист како и поголемиот број по апсолутна вредност. Значи, поголемиот број по апсолутна вредност ќе го влечи знакот на резултатот. А вредноста броевите сега во овој случај ќе се одземаат со нивните апсолутни вредности. Ајде на пример тоа да видиме. Еве плюс 5 треба да собереме со минус 2. Гледате, двата броја се со различни знаци. Петката е позитивна, двојката е негативна. Резултатот ќе го има знакот на поголемиот број по апсолутна вредност. Значи, петката е поголемиот број по апсолутна вредност, значи резултатот ќе биде позитивен, исти знак како што е и петката. А броевите, нивните апсолутни вредности ќе ги одземаме. Значи, 5 минус 2
и ќе дојде конечен резултат плюс 3. Или обратно, минус 5, ако треба да го собереме со плюс 2, повторно е истата приказна, значи поголемиот број е бројот 5, поголема апсолутна вредност има, резултатот ќе биде ист како и петката, гледате, негативен, така, и броевите ги одземаме, значи вкупниот резултат ќе биде минус 3. Да видиме што имаме натака, како се одземаат броеви. Броеви се одземаат така што одземањето ќе се замени со собирање со спротивниот број. Ајде тоа најубаво на пример ќе се види, погледнете. Значи минус 5 ако треба да се одземе со плюс 2. Погледайте, намаленикот минус 5-ката останува иста. Минус 5 и овде е минус 5. Гледайте сега, одземањето го заменуваме со собирање. Беше минус, сега е плюс. И вториот број, односно намалителот, го заменуваме со неговиот спротивен. Плюс 2 преминува во минус 2. И сега ги применуваме натака правилата за собирање. Значи станува збор за броеви со исти знаци, резултатот е како и броевите, така и броевите се собираат, значи ќе се дојде минус 5 плюс 2, ќе дојде минус 7. Или минус 5 минус минус 2, повторно првиот број намаленикот останува ист, еве го, минус 5, ова одземањето преминува во собирање, еве го, и вториот број, односно намалителот, преминува во неговиот спротивен. Сега во овој случај имаме броеви со различни знаци, резултатот е како поголемиот по апсолутна вредност, значи минус, и броевите се одземаат во овој случај. Значи 5 минус 2, односно ќе дојде минус 3. Што се случува со множењето и делењето? Значи знакот тука зависи дали броевите имаат исти или различни знаци. Ако броевите имаат исти знаци, тогаш резултатот е позитивен, а ако имаат различни знаци, тогаш е резултатот негативен. Без разлика за исти знаци, дали се двата позитивни или се двата негативни. Додека вредноста на резултатот ќе биде вредноста на броевите што се множат или што се делат сеедно. Ајде тоа на пример да го видиме. Еве броеви со исти знаци. Погледнете, петката и двојката имаат исти знак, двата се позитивни. Резултатот ќе биде вкупно позитивен и броевите си се множат, значи плюс 10. Или минус 5 по минус 2, повторно броевите, иако се негативни, тие имаат исти знаци. Така, правилото вика за исти знаци, резултатот е позитивен. Така, значи минус 5 по минус 2, двата минуси ќе дадат плюс и броевите се множат и даваат плюс 10. Кога станува збор за броеви со различни знаци, еве на другата страна, значи плюс 5 по минус 2. Гледате, броевите имаат различни знаци, едниот позитивен, другиот негативен. За различни знаци имаме резултат негативен. Еве го. Значи ќе биде минус 10 и обратно така минус 5 по плюс 2, повторно различни знаци, значи повторно ќе биде резултатот минус 10. Тука што сакам да ви напоменам дека да не ги мешате правилата, поготово за знаците за множење и за собирање. Внимавајте, минус 2 кога ќе се собере со минус 5 дава резултат минус 7. Двата броја се со исти знаци негативни и ќе даде негативен резултат исто како и броевите. Меѓутоа минус 2 по минус 5 дава плюс 10. Значи добро да се научат правилата и добро да се применуваат во задачи. Одиме натака да видиме што имаме. Ајде да видиме сега што е алгебарски збир. Тоа е израз запишан без загради. Погледайте, 5 плюс 6 минус 15, сум ставил неколку броеви кои што се собираат или одземаат. Кој е значењето на алгебарскиот збир? Погледнете, повнимавајте како и ќе ги заокружувам броевите. Значи бројот 5 се собира со бројот плюс 6, погледнете. Плюс 6 се собира со бројот минус 15. Се собира со минус 22, еве ги. Гледате, минус 22 се собира со бројот 9 и се собира со бројот минус 4. Од тука што може да заклучиме како што ви ги заокружував, дека знакот пред бројот важи за бројот, а броевите помеѓу себе се собираат. Како беше? Плюс 5 се собира со плюс 6, како што заокружувам. Гледајте.
се собира со минус 15, како што заокружувам, и така натака. Значи, треба тоа да го знаеме, кој е значењето на алгебарскиот збир и како изгледа. Како се формира алгебарски збир, значи ако имаме некој израз кој што има загради, така, треба да се ослободиме од заградите. Сега, кога пред заградата имаме знак плюс, плюсот, односно тој знак се бришат и заградата се бриши и броевите се запишуваат секој со својот знак. Ајде тоа на пример најубаво ќе го видиме. Пред првата заграда имаме плюс, пошто е прв, така и не е напишан, така. Сега, тој плюс ќе избришеме и заградата ќе ја избришеме. И броевите ќе го ставиме како што се, значи 6 минус 2. Еве и пред втората заграда имаме плюс. Овој плюс се брише, што е помеѓу заградите, заградата се брише и броевите остануваат како што се, секој со својот знак. Значи, минус 7, еве го, минус 5 плюс 7, минус 7, минус 5 плюс 1. Кога ќе имаме во некој математички израз пред заграда знак минус, тогаш тој минусот го бришеме, заградата ја бришеме, меѓутоа броевите ги запишуваме со нивните спротивни знаци. Еве, на пример, пред првата заграда, пред ова 6 минус 2 е позитивен, значи тие броеви остануваат како што се. Еве ги, 6 минус 2. Пред втората заграда имаме минус знак. Еве го. Значи, тој минус го бришеме, заградата ја бришеме и секој број во заградата ќе го запишеме со неговиот спротивен знак. Значи, од минус 7, еве премина во плюс 7. Од минус 5 премина во плюс 5, а од плюс 7 премина во минус 1. Ходиме малце натака, што имаме следно, како се изведуваат операциите по кој редослед. Тоа сте го учеле повеќе пати, меѓутоа тука вреди исто и да се напомене и тоа. Значи, прво се изведуваат операциите во загради, па потоа степенувањето и коренувањето, па потоа множењето и делењето и на крај собирањето и одземањето. Значи, по овој редослед, како што се овде означени, по тој редослед се изведуваат операциите. Тука треба да внимавате дека операции кои што се од исто ниво, така, од иста важност, мора да се изведуваат по редослед по кој што се зададени. Поготово важи за множењето и делењето. Видите, на наредниот пример има едно место каде што тоа ќе го објаснам. Ајде да го видиме примерот. Еве, значи, еве, неколку операции со загради, со степенување, со множење, делење, собирање, практично има се во оваа задача. Ајде, значи, како што рековме, прво во заградите. Ако во заградите исто така имаме повеќе операции, ќе ги изведуваме по истиот редослед како што е горе објаснето. Така, ајде да видиме, тука еве го, 3 на 2 треба да го изведуваме прво и можеме и ова да го поделиме и да го помножиме. Еве, погледайте сега, тука имаме операции кои што се од иста важност, множење и делење, така, ќе ги изведуваме по редоследот како што се зададени. Значи, прво доаѓа делењето, ќе делиме, а потоа доаѓа множењето. Еве го, 6 делено со 3, 2, по 2, така. Внимавајте, тука може да се погреши. Ако прво помножите, 3 по 2 е 6, па 6 делено со 6 ќе ви даде 1, а 2 по 2 е 4. Значи, различен резултат се добива. И ајде одиме од почеток, еве го, 3 на квадрат е 9, тоа е 3 по 3, така, и ова сега го објаснивме овде како идат овие множењето и делењето, минус 5 повторно во заградата прво степенувањето, 4 минус 2 на трета е 2 по 2 по 2, тоа е 8. Ги дорешуваме заградите, значи сега тука доаѓа на ред множењето, така, 9 по 2, 18, 2 по 2, 4, минус 5 по 4 минус 8 од алгебарски збир, значи тоа значи 4 се собира со минус 8, ќе ни даде минус 4, 18 минус 4 е 14, минус, еве го тој минус, внимавајте, тој минус само еднаш може да се изигра. 5 по минус 4 е минус 20, па доаѓа одземање, значи практично собирање со спротивен број, 14 плюс 20 и ќе дојде еднакво на 34.